Не постои ништо поедноставно отколку со неколку допадливо скроени реченици да се испрати недвосмислена, јасна и цврста порака дека решенијата се на дофат. Па секој што е уверен дека тие се достојни на нив, да ги прифати и да има сериозна верба во нивната исполнителност. Прв и најважен чекор за намалување на загадувањето е смената на власт. Само нова и одговорна власт може да го намали загадувањето на воздухот. Леснотијата со која демагошки се фрлаат политички памфлети станува огромна тешкотија, кога токму тие кажани зборови ке стасаат да бидат преземени должности. Одговорноста на позицијата во и вон институциите е неспоредлива, а популистичката реторика која се користи за да се стаса до целта не може да трпи изговори кога ќе стане обврска. Надвор од стандардните законите. Еве веќе изминува 10 дена како Скопје е загаден град. Веќе требаше да се преземат други мерки, за жал се уште нив ги нема. Ве замолувам да не даваме реалити шоу варијанти на прашања за некаква си можност за дневно решавање на тој проблем. Тоа е комплексен проблем. Да се заштитат децата и нивното здравје, училишниот распуст да почне порано од предвиденото. Граѓаните имаат право да бидат загрижени и за личното своје здравје и за здравјето на нивните деца. Не одењето на школа што ќе реши по моментот. Дали ќе ја подобриме состојбата со амбиенталниот воздух? Нема. Представници на владата, почитувани граѓани, што да направат денес децата во градинките и учителите? Да го отворат прозорот заради грипот или да го затворат заради загадувањето? Кој е одговорот на владата? Очигледно е дека ова власт од Бога чека да се реши загадувањето во Скопје. Се разбира дека не смее да се заборави дека очекувањата на ефекти кои што ќе бидат резултат на Божја промисла, не на проактивни мерки и политики, се должи на тоталното отсуство на грижа на оние што една деценија ракоположија со градот. На постојаните забелешки на бројните пресконференции на кои се акцентираше проблемот со загадувањето, тие лаконски се подбиваа, само констатирајќи го како состојба. Значи, со нивниот прес не ја измислија Америка, всушност ова е состојба која што постои во градот Скопје. Слична е состојбата и со кучињата. Се е спокојно додека некој не си ги покаже забите, па наместо системски да се приде тогаш кога владее мир, поделени во два табора, љубителите и оние што се против нив, само ја констатираат состојбата. Се додека на сцената не се појави контроверзен лик, што обелоденувајќи дека е открил Америка, ќе понуди вистинско решение за проблемот. Куќето е приватна сопственост. Автомобилот е приватна сопственост. Добро. Автомобилот можете да го користите на трки. Зашто да не можете да го користите куќето во борби? Ја на Екстрим телевизијата сум гледал борби со кучиња од Запад. Го има тоа, го има во Америка, го има во Велика Британија. Тоа е спорт. Тоа е спорт колку што и сцените во собранието може да се третираат како активност од таков карактер. Може би оваа корелација звучи парадоксално, но навистина постојат луѓе што мислат дека на таквите сцени треба да се гледа на начин што е спротивен од вообичаениот и нормалниот. Нивната предпоставка е дека во отварањето на борилиштето имало човечка димензија и целта била да и се помогне на публиката, да не се повреди при обидот да ја урне трибината и да влезе на теренот. Пазете, и тие снимки во контекст треба да се гледат. Ја и вака ги гледам тие снимки. А што ако пратениците помогнаа граѓаните да не настрадат, да не направат штета, да не направат кршење или било што? Тоа е малку похумано да го сватиме. И на крајот, нема да биде чудно ако оваа експертиза на поранешниот обвинител биде искористена како референца за партиципација во правосудното преустројство. Она што е загрижувачко е што комисиите и експертите кои се предложени од таа бирократска структура да ги работат новите закони, се истите тие луѓе кои ги правеа реформите во времето на ВМРО-ДПМН. За нештата да трнат напред, потребен е дисконтинуитет со претходните лоши политики. И тоа драматичен. Се друго е фарса во континуитет.